Покрај тоа што сезоната ни почна лошо, со многу дождови и со немање услови на работа, еве сега покрај горештините, фирмите се екипираат да починат во раните утрени часови, да завршуваат негде до 12, како што е препорачено нели од владата. Вејко Влаковиќ е во завршна фаза. Ова е улица, односно булевар преку Министерство за транспорт и врски и Светска банка од заемот од 1.150.000 евра, кој што го добија општина Кавадаци за подобрување на улици и патишта. Вејко Влаковиќ се очекува до среда да биде комплетно асфалтиран со новите рабници и тротоари кои се поставени. Во меѓувреме улица Слога, која што претходно беше изгребена и подобрена долната маса, се асфалтира и таму се чека да се направи хоризонтално и вертикално одбележување. Исто улица Максим Горки е во завршна фаза и комплетно завршена, уште сигнализацијата. Во меѓувреме се работи на поголемиот проект, тоа е после реконструкцијата фекалниот колектор, улицата Димката Ангелов Габерот, која што ќе има комплетно 2 слоја, нови рабници и нови тротоари и очекуваме за 20 дена да биде завршена. Покрај тие проекти кои ќе ги работиме преку Министерството за транспорт и врски и Грандот, општина Кавадарци во меѓувреме успеа да заврши улица Домовица, една долго очекувана 40 годишна улица која што е комплетно асфалтирана. Сега се пристапи кон вертикално хоризонтално одбележување и 2 крака на истата улица. Се работи на улица Кирос Панчев, после атмосферната канализација, сега се во завршна фаза веќе за асфалтирање за 2 недели. И од КВФ од проектите во градската средина булевар Македонец се отпошти за една недела за комплетно асфалтирање од двете страни. Цветан Димов и булеварот на кај Гоце Делчо школото се завршени. Се работи на проектот во село Марена и ќе се отпошти отпосле со нови улици кои се предвидени за реконструкција за ова година. Така да имаме најмалку уште 15 улици за реконструкција во програмата за 23 година и ќе ги стигнеме во целост да ги завршиме како улици од програмата на општина Кавадарци. Ова е само еден показател дека општина Кавадарци по подобрувањето на инфраструктурата подземна сега комплетно се завршуваат сите булевари, имаме добро сообраќајно решение. Ете сега се работи на нов кружен тек кај Ѓорѓе Соколов улицата, ќе се продолжи после реконструкција на Ѓорѓе Соколов улицата, така да не сакам многу да оптеретуваме, континуирано ќе ги следиме комуналните изградби, континуирано ќе сме на терен. Ние покрај овие летни горештини нема да застанеме. До Тиквишкиот гроздобер Кавадарци очекуваме да 70% ја заврши комплетно градската и приградската инфраструктура која што е предвидена за изградба. Трите спортски сали кои што треба се доградат веќе се тендерирани во завршна фаза, се потпишува договор, тоа е во село Возарци, село Сопот и село Марина. Двете детски градинки кои што да ги адаптираме во село Дреново и во село Сопот се во завршна фаза тендерите. Речното корито Кејот, кој што од Видија Спилевски до општата болница е договорот склучен со 55 милиона денари, изгледува треба да се воведе за недела дена во работа. Тоа не се така едни крупни проекти и после негде од месец септември-октомври пристапуваме со тендерирање на изградба на спортска сала во село Дреново. Не застануваме тука. Проектот за деца со посебни потреби од наша страна како општина е комплетно завршен. Во среда имаме состанок во Министерството за труд и социјална политика и очекуваме месец септември-октомври да биде тендериран, да влезе во ова буџетна програма, да можеме за година дена да го завршиме, да тие дечиња ги сместиме соодветно и добијат соодветен и престој и третман за да го излечиме најдоброто од секој еден кој што можеме да го придобиеме во општеството. Од Агенција за млади и спорт исто го очекуваме од почетокот на затворениот базен за пливање и за училиштата, меѓутоа и за комерцијални цели, кои што по укажување нивни дека околу 15 август ќе се воведе фирмата во работа во самиот градски базен. Од она што го имавме како предизборно ветување од последните неполни година и 7 месеци изборите, ние сме негде на 17-18% завршена програма. Општина Кавадарци за последната одлука на Совет донесе буџет од 21 милион денар за исхрана на децата од првото пето одделение за текунта учебна година 23-24 година. И мислам дека тоа е еден благодет кој што сите ќе го почувствуваме и го почувствуваме во месец мај за нашите најмили и еден колективен добар социјално зближување за самите деца и за самите родители. Свесни сте и за тоа дека
доста вложуваме и во спортот. Се гради игралиште во Дреново, во село Гличи се заврши, Јаспин се заврши, фудбалот е веќе во добра кондиција, треба да почнат од месец септември веќе со активности. Ракометниот клуб на жребување добивме жревка, че играеме во Австрија со австријскиот тим на ракометари, кој што два пати е на Австрија репрезентативец, и мислам дека ќе имаме добра публика и добра поддршка на самите ракометари. Во делот на сето она што значи општествена одговорност на општина Кавадарци го исполнуваме во целост. Програмата за новороденчињата се оди во целост, за секој новороденчиње општина Кавадарци доделува по 6.000 денара. За секое ново упишано прво оделенчиње во месец септември ќе бидат исплатени по 2.500 денара, еднократна може да наречеме помош или еднократна стимул за родителите за самите првооделенци. И негде со 1 милион денара општина Кавадарци за прв пат оваа година на талентираните деца им додели стипендии од 4, 6 и 8 денара и на нивните ментори. Покрај фондацијата Никола Јанчев, која што 4 стипендисти ги поддржа во делот на високото образование. Ново од кабелскиот оператор Инел. Најдобриот интернет што туку стана уште побрз. Зголемување на интернет брзините до 40% без доплата.